Човекот што го тепаа за како да вели. Чита Александар Станојков. Еден прост човек нашол на пату една самарна игла и пресапил со умо негов да ја однеси на некој коач и да му ја направи еден сантрач за рамнење на коњи копитата. Ошол при еден коач и му ја покажал иглата. Од ова игла, мајсторе, да ми направиш еден сантрач ако е кабил, му рекол. Нема да ти излези, бре, човече, не, му рекол коачо. И простио си отишол по патот кај што сакал, арно, ама, зборо што му го рече коачо, го кладе на умо и кај оди, се си вели, нема да ти излези, бре, човече, не. И го однесол пато до една река кај што ваќал еден човек риби и простио си велел зборот коачо. Нема да ти излези, бре, човече, не. Го чул рибарот и така вели и тој си го зел за себе си. Лут бидејќи не можел да фати риби, му излегол надвор и го грабнал за перче, го кутнал на земи, та му удрил еден ќотек на сермија. Али нема да ми излези, му велел. На тебе ќерата еден. Ама бре рибаря ми као да велам, му рекол простио. Денеска една, утре две, денеска една, утре две. Ете така да велиш ќерата еден, му рекол рибаро. Го клал во умот тоа нешто и кај што одел се така велел. Ете му на стреќа една жена умрена кај ја носеле за на гробиште да ја закопаат и го чул мажот ја од умрената жена и вели денеска една, утре две, денеска една, утре две. Ами лели беше се налутил. Та која беше го грабнал за перче, ти ќе беше му удрил еден ќотек, што да не му текни уште еднаш така да рече. Ами као да речам, бре, човече, му рекол простио. Да велиш, јадовме, пиевме, Бог да ја прости, нека му е за душа. Ете, така да велиш ќерата еден, а не, денеска една, добре, утре две. Ти ми кобиш да умрат и друзи жени што имам дома. Тргнал да си оди и да си вели, јадовме, пивме, нека му е за душа. За нестреќа негова, ете ти една свадба кај врви и го чуле сватоите која велеше така, та го грабнале и го избиле на сермија. Ете вака треба за тебе ќерата еден што велиш јадовме, пивме, Бог да прости да му е за душа. Ами као да велам, џанам? И прашал сватоите. Еднаш страмо да му е за веко, јадовме, пивме, здров ја истеравме, ете така да велиш ќерата еден, му рекле сватоите. Така велејќи, еве ти за стреќа еден поп со едно прасе, и од велењето на простио јадовме, пивме, здров ја истеравме, му се уплашило прасето на попо и му избегало. На лутината згора го грабнал за перче простио и фатил да го тепе и да го суди. О, ти така велиш, бре, ќерата, да ми го уплашиш прасето? На тебе, му велел и го редал со патеричката. Ама, бре, попе, како да велам? Му рекол простио. Како да велиш? Со здравие да си го јадиш, со здравие да си го јадиш, ете, така да велиш, орлијата и неден, му рекол попо. Тргнал да оди простио и така да вели. Дошол до еден мост на една река со одолица и се потпрел на парматите, да си го проговарал тоа што му рекол попо. За нестреќа негова да има еден човек под мостот што се серел и слушајќи тие збори од простио, си изел као за него и едно излегување од подмост го грабнал за перче и му легнал да го тепа и да го суди. Ами со здравие да си го јадам, бре, пезевенк, еве за тебе како што треба. Ама, бре, пријателе, му рекол, ми као да велам. Као да велиш? Еве као да велиш. Арно стори, сега речи бери ќатврса, не така да велиш. Тргнал да оди велејќи така и дошол до некое место кај што го тепал некој некого и го чул тепанио како велел арно стори, сега речи бери ќатверсан. Од која куртулиса од тој што го тепаше тепанио, едно му беше мака што го тепа, а друго уште помака му беше дека чинеше оти шега му се биеше простио со тие зборови. Ти беше ти го грабнал за перч и го удрил од земи, ти го газил со клоци, така го мечил, дури му втаса.
Ете, вака треба за тебе ќерата еден, му рекол Тепанио. Да ти текни уште еднаш да се биеш шега со свето што и тепа, ти да му се радош и да му велиш охо, Арно Стори, сега речи Бери Ќатврсон, а? Да речам Бери Ќатврсон ли да речам, а? Ај сега, ти речи Бери Ќатврсон од мој ќотек. Од многуто ќотек што беше јал тогај простио, веќе не му се вдало да го праша тој што го тепа за како да вели уште еднаш. Ете, ова е кај оди куче, али волче, се камен го толче. Спроти неа се прикажува една друга вака. Седел еден прост човек 3 години Стамбул и се научил турски само еден збор. Аламач буламач. Идејќи си од Стамбул, го заборил аламач буламач таман кај некој батак. Газел низ батако и мислел да му текни каков беше зборо. Еве му еден турчин и го прашал што загубил во батако што бара. 3 години седел во Стамбул, што спечелив, овде го изгубив. Така му рекол. На турчино му се сторило ти пари да не загубил и тој влегол во батако да бара. Барајќи се направил саде со кал. Туф бре чорбаджи, аламач, буламач, ја направивме калта, ништо не најдовме. Ете тој збор ми заѓе на ефендум, аламач, буламач. Кога чул тој збор турчино од човеко, го сетило ти е многу прост и го грабнал за перче. Та го тепал и го научил некако инаку да вели, што и друзи да го тепаат, као што го тепа овој што е во горната приказна.